Ќе продолжам со градоначалникот на Илинден. Александар, добар ден и за тебе. За општина Илинден чисто може да се каже дека е пример во индустријскиот развој и дека тоа навистина допринесува за локален економски развој. Меѓутоа, кои се останатите проекти кои што навистина се од огромно значење за граѓаните? Повели. Ти благодарам, Марија. Како што кажа, може би Илинден е препознатлива по економските зони, развојот, економијата, затоа што може една од по глава на жители најбогата општина. Неодамно искочи на таква статија, каде што Илинден е најбогатата општина со најголемите компании и тоа се гордееме и ни е гордо што Илинден е центарот на индустријата во нашата држава, но исто така пред се и над се ни се битни и граѓаните и подобрувањето на нивните услови за живот. И затоа можам да кажам дека изминатиот период, односно изминативе 4 години, и како многу се заложивме, потрошивме и лична енергија, но и како општина и како тим, за се со цел да ги подобриме условите. Тука на почетокот морам да кажам дека наследивме на многу тешка ситуација, особено тоа го говорам за општина Илинден, каде што имавме во минус, салдо минус на својата сметка, но и како со домаќински отчетно работење овие 4 години додовме во ситуација каде општина Илинден не само што нема никакви долгови, него напротив има суфицит во самиот буџет и простор за многу поголем развој во наредниот период. Тука би сакал пред се на почетокот да се заблагодарам на сите мои соработници изминативе години кои што учествуваа во работата и развојот на општината, од вработените во администрацијата, јавните предпријатија, образовните институции, советот на општината и сите други вклучени, затоа што еден човек не може се сам да го сработи ова и затоа сметам дека тимот е добитен кога нормално и поединецот е успешен кога му е добар тимот. Тоа мислам дека во Илинден го покажавме изминатиот период. Инаку кога сме веќе кај конкретните проекти, би сакал да, како и моите колеги, да споменам неколку области каде што ние како локална самоуправа, особено изминатиот период, особено се заложивме и мислам дека направивме големи чекори. Ќе потенцирам комуналната инфраструктура која што и како битна. Сепак Илинден во најголем дел е рурална општина. Само во делот на улици и патишта се рехабилитирани, изградени, реконструирани или санирани над 230 патишта. Или вака, тоа е во 45 километри должина или над 200.000 квадратни метри површина. Во делот на фекалната канализација и управувањето со животната средина, над 23 километри нови фекални канализации, над 8 километри нови водоводни линии, што и како споредбено и компаративно и во изминатите периоди докажавме дека Илинден, од една средна општина по големина, може да направи импресивни резултати и да го подобри животот на нашите граѓани, особено во она што е најбитно и најтешко за работа, а тоа е комуналната инфраструктура. Исто така во делот на уличното осветлување направивме 18 километри нови линии на улично осветлување низ целата територија на нашата општина. Така да и тоа е еден факт кој што е за поздравување и не смееме да го потцениме, затоа што сепак Илинден и нашите граѓани дури во најоддалечените населени места го заслужуваат тоа. Во делот на, ќе ги споменам, образованието и детската заштита, како тема која што е многу битна и сензитивна, како за нашите најмили, него генерално и за општеството. Морам да кажам дека тука ставивме во употреба, пуштивме целосно ново училиште на 2500 квадрати со капацитет за над 450 ученици, а во постапка сме на доградба на уште еден дел на ново училиште со над 1200 квадрати и нови капацитет за нови 250 ученици. Исто така, само во детските градинки доградивме над 450 нови квадрати и опфат го зголемивме вкупниот опфат за деца на над 150 нови места со и доградбата која што сега трае, која што ќе следува во наредниот период. Тука би сакал да кажам дека во основните училишта особено се заложивме во нивна реконструкција и модернизација. Веќе си во сите основни училишта во повеќето, како централните, така и подрачните, ги реконструиравме крововите, се изградија нови огради, се уредија комплетно новите дворови, системите за грејење ги сменивме од стари застарени на дрва, огрев и така натаму, сега се помодернизирани на печки во најмалите села, морам да кажам. Воведовме за прв пат во општината целодневен престој за дечињата. До сега општина Илинден допред 4 години немаше целодневен престој за своите деца. Тоа го воведовме. Воведовме исто така за прв пат за децата летен камп
кој што до сега не постоеше, а тоа е најдобрите ученици, најуспешните ученици од сите училишта на товар на општината со јавен повик ги избираме, ги избираат нивните наставници во училиштата и ги испраќаме на неколку дневно летување во некои од нашите туристички центри. Исто така морам да кажам дека инвестиравме и во заштита на животната средина во делот на фотоволтаиците, на многу кровови се ставија нови фотоволтаични панели и системи. Се ставија исто така, морам да напоменам дека во однос на опремата се набавени преку 20 на 30 на нови смарт табли во сите училишта. Имаме средно училиште каде што како исто така го модернизираме и е можеби едно најмодерните и најопремените во државата. Таму изминатиот период освен нови кабинети, комплетни нови опреми, се инсталиравме нов лифт кој што е специјализиран за луѓе кои што им е тоа потребно, со посебни потреби, но исто така набавена една специјална роботска рака која што можеби да подзавидат дури високи научни станови, а камоли средни училишта. Така да би сакал тие да ги споменам тие инвестиции во самите образовни институции кои што се многу, но еве ќе се задржам само на најбитните. Во делот на спортската инфраструктура морам да кажам дека неодамна го пуштивме новиот фудбалски терен во населено место Илинден, кој што е направен по FIFA и UEFA стандарди, заедно во соработка со ФФМ и кој што е само прва фаза. Веќе сме во тендарска процедура на избор на нова фирма која што ќе гради комплетно нова трибина со 1100 седишта, со потрибински простор, целосно партерно уредување, паркинзи и осветлување, и тој стадион ќе задоволува критериуми да се играат надпревари од највисок ранг на самите терени. Морам да напоменам дека во спортската инфраструктура и како многу вложувавме изминатиот период. Направивме комплетен нов спортски комплекс, го крстивме по еден наш паднат борец, обранител Драго Маневски, каде што содржи комплетно нов мултифункционален терен кој што е специјализиран за фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, но и направивме за прв пат во нашата општина нова атлетска стаза со тартан подлога кај што можат и атлетичарите да ја користат, и нова трибина за тој комплекс. Воедно реконструиравме, изградивме над 12, тоест точно 12 спортски терени во сите населени места, речиси во нашата општина. Зборам спортски терени кои што може да се користат пред се за мал фудбал, кошарка, ракомет, на различни подлоги, вештачки треви, тартан подлоги, асфалтни подлоги. Исто така морам да кажам дека во сите населени места не ги заборавивме ни најмалите, над 17 детски качиња се комплетно ново изградени или реконструирани. Во делот на другите области сакам да ја потенцирам здравствената заштита. Ветивме во нашата изборна програма дека ќе изградиме нов здравствен дом и тоа го направивме. Се изгради комплетно нов здравствен дом во Илинден, на местото на стариот кој беше тотално руиниран, беше срушен и на негово место над 600 квадратни метри простори кои што беа ставени сега во употреба. Силно се вложивме во модернизација на јавните комунални предпријатија, затоа што Илинден има јавни комунални предпријатија, не е под градот, па си има свој. Само за модернизација над 10 нови работни машини се купени. Од цистерни за отпадна вода, цистерни за чиста вода, подигнувачи за контејнери, камиони за комунален отпад, над 10 нови работни машини, садови за отпад, опреми и така натаму. Моментално се гради нов урбан парк од плоштад на територија на пространство од над 6000 метри квадратни, кој што наредниот месец во текот на септември ќе биде ставен во употреба и кој што ќе биде една убава слика за нашата општина и можеби ќе биде една круна на нашиот овој мандат. Исто така посветивме внимание на туризмот. Го направивме ревитализација на делот кај Бучинското езеро, каде што тотално го разубавивме тој дел со нови партерни елементи, урбана опрема и така натаму. Пробивме нова трим патека на делот од Мршевци кон Ајватовци во должина од над 5 километри. Така да се работеше на сите области, во сите делови. Сигурно ќе пропуштам многу проекти што нема да ги споменам. И на крајот, оноа што пошто сме препознатливи да економијата, морам да кажам дека и тоа забрзано галопирачки се зголемува. Од година во година раснат правните субјекти на територија на општина Илинден. Ние само на нашата територија имаме преку 6 локални економски зони и една голема државна зона, или вкупно во нашата општина, иако сме 20
20.000 жители има отворено над 30.000 работни места, кои што ги задоволуваат потребите и на делот на Скопје, но и на соседните градови како што е Куманово, Велес, Штип и така натаму. И во тие зони исто така вложуваме многу, само овие 4 години над 20.000 квадрати нов асфалт, нови фекални канализации, нови водоводи се изградени. И морам тука да кажам дека за прв пат во нашата општина оваа година во јуни направивме еден посебен саем, го крстивме Експо Илинден, каде што сите компании кои што гравитираат околу Илинден, но и надвор од Илинден, имаа можност да се представат, да имаат своји штандови и морам да кажам над 50 на 60 на компании земаа учество во овој саем и Илинден веќе прерасна во еден бренд и препознатлив општина не само во Македонија, него и надвор, затоа што многу компании кои што беа и странски учествуваа на тој саем. Така да еве накратко со она што го работевме, но морам да кажам дека следуваат и многу идни проекти кои што сега ги започнуваме, нема да запреме тука и ќе работиме за подобар, помодерен и поуспешен Илинден и сакам да искористам приликата да им заблагодарам на сите сограѓани за целата поддршка што ми издаваат овие изминати 4 години, затоа што без нивната поддршка знам дека ова немаше да биде можно. Ви благодарам. Честитам, градоначалник, на вистина ова се голем број на проекти кои што успеавте во неколку минути да ги наброите. Јас сум сигурна дека сите граѓани на општина Илинден можат да посведочат на еден на вистина огромен развој и во делот на проектите и онака што значи подобрување на животот на граѓаните, но и во делот на економијата како што и сами напоменавте.